Пожарите на отворено не се опасност само за имотот и животот, туку сериозно го загрозуваат и здравјето на луѓето. Институтот за јавно здравје предупредува дека чадот може да се пренесува на големи растојанија, а најголем ризик, како што велат, се ситните атмосферски честички од 2,5 микрометри, кои навлегуваат длабоко во белите дробови. По бројните пожари кои се присутни изминатиот период, ИЈЗ објави препораки за граѓаните. Ги советуваат да го ограничат престојот на отворено во подрачје каде во близина има пожар, да избегнуваат физички напори да ги затворат прозорците. Како што објаснуваат од институтот, најчувствителни на чад се децата, бремените жени, старите и хронично болни. Не сме имале ситуација каде што има граѓани на кои што им е загрозено животот или здравјето за среќа во овој период заради навремената интервенција на надлежните институции. Во меѓувреме, пожарникарите, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и денеска работат на гасење на повеќе пожари. Гори во Мариовско, Студеничани, Македонски Брод и Липковско. Најсериозен е пожарот кај Никуштак и Матејче. Таму само вчера авионите на ДЗС истуриле над 80 тони вода. Сметам дека селото во никој момент нема да биде загрозено, бидејќи се работи за живо село, полно со луѓе, а имаме асфалтирани улици. И покрај тоа што и овде забележува многу висока и сува вегетација, сепак луѓето, локалните жители ќе помогнат како што помагаа во текот на вчерашниот ден. Поради зголемениот обем на летови на полициските хеликоптери за гасење и надгледување на состојбата, МВР најави ригорозни казни за собствениците на дронови. Таквите беспилотни летала, како што велат, ја загрозувале операцијата за гасење и безбедноста на екипажот на хеликоптерот. Доколку оператор на дрон забележи или слушне полициски хеликоптер во близина, должен е веднаш и без одлагање безбедно да го приземи дронот. Присуството на дрон во зоната во која действува хеликоптер представува сериозна опасност за безбедноста на летот. Во изминатото деноноќие на територијата на државата регистрирани се 40 пожари. Зоран Јаневски, Сител телевизија.